They say chivalry is dead. That romance is a thing of the past. It's not. Never will be. Made with and for love. For finding, falling, or forever. For today, tomorrow, and always. Celebrate love in all its stages. His and her fragrances from Avon. Watch me now. Здраво на сите, јас сум Сим Салтирова и добре дојдовте во моето студио. Заедно со Avon ги имам целиот нивен мејкап овде кај мене на маса и сакаме да ви спремиме еден мејкап лук кој што ќе биде инспириран од парфемите што сигурно добро сите ги познавате, Today, Tomorrow, Always. Како што може да видите, доста се имаат бои кои што може да предпоставите од прилика на каде ќе оди овој лук, мејкап лук. И јас малку почнав инаку со мејкапот, ќе ви покажам сега што нанесов. Лукс 2 во 1 пудрата ја нанесов на целото лице и потоа ја фиксирав во центарот на лицето, само онаму каде што ми се масти, со четкичката која што оди со пудрата. И пред да почнеме, само ќе ги хидрирам усните со серумот за усни, Лукс, тоа е овој овде. Додека дојдеме до мејкапот на усните, таман ќе не бидат супер хидрирани. Е сега, за почеток ќе почнеме со очите, затоа што сакам, бидејќи тоа ќе биде акцентот на целиот мејкап, па сакам да ги направиме многу убави и од таму потоа да решиме со руменило, со разните, со руменило, со бронзер, со усни какви ќе нанесеме и така. Одиме со Pearlesque палетата, што има многуве нијанси, поготово тоа се овие азурни тука што многу ми се допаѓаат и мислам дека ќе почнеме со нив и поготово оваа златеста овде што може да ја нанесеме супер на капаците ќе ни оди. Така да ајде да почнам веднаш со нанесување на капаците, малку ќе дзиркам сега да видам дали сум во кадар. И ќе ја нанесам златестата нијанса на целиот капак. Супер пигментирана. Ми се допаѓа и што е златеста, меѓутоа малку зеленкаста. Кремасто, златесто, зеленкаста, некоја недефинирана боја, што супер ќе ни одговара. На двете страни. Супер. Ќе земам сега од оваа, ќе ја помешам малку и со оваа кафена боја, за да направам малку контура на капаците горе, да не биде така празно. Сум добра. Се надевам добро и се гледа, да. Малку поблиску во кружни движења по горната контура на окото нанесувам. Од истите две нијанси на другата страна. И сега ќе идеме за долниот дел на окото, за кој што планирам да биде во азурна боја. Го имам овој молив во плава нијанса и врз кој потоа ќе нанесам во слој зелена нијанса и мислам дека супер ќе излезе кога ќе се смешаат. Ќе го нанесам супер богато натре во внатрешната линија на очите, во водената линија би рекла, и малку на трепките. Бава да се нанесе тука, затоа што ќе ни биде како еден вид на подлога за зелената нијанса што ќе ни биде врз него. Супер. Одлично. Сега одиме со оваа четкичка овде, каде што ќе го искористам овој дел за да нанесам од сенките. Ќе пробам прво со ова, а потоа можеби и малку од оваа што е сјајна, има малку шимери ефект. И одам директно под трепките. Дали ово се гледа? Супер пигмент. Мислам дека одличен избор за лето. Секогаш сакам малку да одам со интересни бои, со посвежи бои. И супер ќе изгледа и на малку и сончан ден.
Одлично. Малку чудно изгледа сега, но кога ќе нанесам убава маскара, кога ќе дојде со руменило со кармен, супер ќе изгледа. Потоа ќе нанесам малку кафен молив од линијата Lux. Ќе го нанесам само чисто кога да имам дефиниција на горниот капак. Ќе дојде некако како да изгледаат трепките, погрешна страна. Супер е тоа што има сунгерче, затоа што може сега кога го нанесам кафеното да го размачкам веднаш. Тоа е исто добар трик за онака некој ноншалантен смоки ефект. Нанесуваме, како го нанесуваме моливчето, веднаш го размачкуваме со сунгерчето што доаѓа. Инаку сакав да кажам, значи ќе нанесам малку само кафено моливче, затоа што ќе нанесам маскара, така ќе ни изгледат трепките малку погусти. Тука и во натрешниот агол на окото. И продолжувам со истото на обратната страна, на другото око. Дали сам гледал го? И истото малку го размачкувам со сунгерчето што доаѓа со самото моливче. Супер ефект дава. Гледате како сега веќе повеќе добива смисла плавото што го нанесовме, синото, зеленото, да, јас би го нарекла азурно. Малку го влечам на страна, за да добиам поголем ефект, покоси очи, да речем. Далеко супер изгледа онака. Добра тактика е за да извлечеме по-коси, по-големи мачкести очи, да речем, а пак да не го имаме на winged ефект. Леле, сум се спрљала. Мала поправка. Кај ми е четкичката. Истото и на оваа страна. Супер изгледа. Ода малку нанесувам па забришувам. Нанесувам па подзабришувам за да се добие таков смоуки ефект, да не биде ништо онака, да нема линија, да не биде ништо прецизно, туку да биде само гладко, истакнато, благо да биде. Може би малку ќе продолжам овде доле, колку да има една кохезија мејкапот, да не биде чисто само азурна боја. Супер. Следно ќе нанесам маскара. Ја користим исто од линијата Lux, за да го комплетирам малку изгледот на очите, за да потоа одлучам каква боја на кармен ќе нанесам на усните. Обожавам трепки големи и секогаш сакам да нанесувам маскара во повеќе слоеви. Знам да се заборавам буквално кога нанесувам маскара. Добар трик кога нанесувате маскара е да ја нанесувате, јас како ја нанесувам за да добиам што е можно поголем максимум, онака максимум да го извадам од трепките, е во средината да ги терам кон нагоре, од страната што е поблиску до носот да ги терам кон носот, вака. И на тие што се на крај да ги терам кон ушите, кон нанадвор. Исто добар трик што често го користаме, да нанесам еден слој, но оставам малку да се засуши, веќе со еден слој супер доаѓа лукот онака повеќе добива смисла. Но оставам малку да се засуши, а за тоа време ќе нанесам на долните трепки и потоа повторно ќе се вратам на горните. Тоа може исто така да го практикувате за да биде лукот побрз, да не губиме многу време. Супер делува. Супер изгледа.
веќе со вториот слој се добива многу повеќе дефиниција. Одлично. Ќе одиме следно, малку со дефиниција, Define and Sculpt палета, малку со дефиниција и контурирање на образите. Читкичка, користиме ова овде. И почнувам на јаболцата секогаш и одам кон нанадвор. Обично за секоја форма на лице тоа најмногу одговара. Добиваме малку бронзен ефект, контуриран, скулптуриран. Нанесувам на носот, обично не сакам секогаш да го контурирам премногу, туку така, само благо, исто и со четкичката, ја користам инаку оваа последната нијанса, најтемната, што е одлична боја за светлина кај медиум тенови, како што е мојот, го контурира супер, меѓутоа не е воопшто очигледно. И нанесувам малку на челото. Супер. За сега супер ми се вклопува. Исто еден трик што сакав да ви кажам, бидејќи сега ќе дојдеме на усните, се размислувам дали да одиме со јака корална боја, што супер ќе ни оди, или со пинки. Ај бидејќи е лето, протоколовите секогаш малце ми се повеќе резервирани за летниот период, така да доста ми недостасува, ќе одиме со протокалова. Морам да кажам дека се многу удобни и дека се доста супер пигментирани и супер изгледаат и се супер избор за летниот период. Бидејќи обично повеќе бирам и јас кармени што се кремасти отколку мат, за на лето бидејќи се поудобни на усните. Супер боја. Многу ми се допаја. Сега малку како плюс трик, за да има еден целиот лук кохезија и да не биде само очигледен толку карминот, малку од карминот нанесувам на раката и со четкичката што нанесувавме руменило, го истапкувам убаво, да не биде премногу и го нанесувам како руменило. И супер се вклопува со карминот и со целиот изглед. Обично го тапкам, не влечам премногу надоле, за да не ја поместам пудрата и контурата што ја работевме. Продолжуваме со малку хайлайтер на јаболцата и сме скоро готови. Ќе ја користам од истата палета, овој хайлайтер овде. Малку само на врвот на јаболцата, со оваа четкичка, Fan Brush. Некако суптилен сјај. Многу ми се допаја. Вау. Истото и на другата страна. Ќе нанесам малку и горе над вегите. Ми се допаја така како изгледа. И да го комплетираме лукот, нешто што многу ми се допаѓа ново од Avon, тоа е овој течен хайлайтер за тело и за лице. Како бидејќи на лицето нанесов веќе од палетата што е за контурирање, ќе нанесеме од овој малку само на раката, ќе ставам позади, доволно е волку и супер реќе да го нанесете, бидејќи лицето ни е супер нашминкано,
да го нанесеме и на телото, за да не се двои шминката од лицето што е нанесена со таа што е на телото. Многу убаво сјае. И со помош на четкичка ваква си помагам и го нанесувам. На рамената или ако носите отворена маичка, можете и на деколтето слободно да го нанесете. Овде секаде супер ќе изгледа. И со оваа четка многу е лесна и прецизна апликацијата. А има супер сјај. Многу убаво сјај. Предчувствувам дека ова ќе ми биде фаворит за ова лето. Се наместиме. Супер. Мене многу ми се допаѓа лукот што беше инспириран од парфемите на Avon Today, Tomorrow, Always. Се надевам дека и на вас ви се допаѓа, еве вака кога ги нанесам. Има смисла тоа што го сработевме денес. Се надевам дека и на вас ви се допаѓа и дека уживавте во шминката и во креативноста што ја изразував. Се надевам дека можеби некој од вас со мене заедно се шминка. Ако го рекреирате, слободно тагнете на мене и Avon да ги видиме вашите лукови. И ви благодарам што не дружевте. Останете ми со здравје. Убав ден. Чао!